Интернет, браќа и сестри, значи внатрешна мрежа. Но каква е таа внатрешна мрежа? Само со кабли или евентуално со безжично пренесување на податоци? Интернетот е во суштина поикона на човечката мрежа која е во телото и во душата на човека. Затоа што сите клетки во човечкиот организам, телесно зборувам, се поврзани како во мрежа. А не зборувам дури за посовршениот начин на поврзување на нервниот систем. Нервниот систем е една права мрежа. Како ги пренесува податоците, тешко можеме да утврдиме и скоро да не можеме, зашто нервниот систем многу брзо, може би велам, не е испитано тоа, со поголем од брзината на светлината, ги пренесува податоците од едно место на друго. Ете тоа интернетот е во суштина пренесување на податоци од едно место на друго. И кога човек ќе се подзамисли, ќе види ако Бог го направи, го створи човекот по икона своја, човекот го створи по икона своја компјутерот и интернетот. Затоа што не треба секако да го обожуваме ни компјутерот, нити интернетот и да мислиме дека тоа е најсовршеното нешто. Меѓутоа, дека е слично на функционирањето на човекот, тоа ќе го утврди оној кој многу не е упатен во начинот на работа на компјутерот и на интернетот. Податоците кои се пренесуваат во таа мрежа се пренесуваат, гледате се, со ограничена брзина, но се поголема станува брзината на пренесување на податоците. Се сеќавам пред 20 века колку поспор беше интернетот, сега е колку побрз, може, велат, операција некој да прави во Америка, овде во Македонија да оперира човек. Толку е брза информацијата која се пренесува преку интернетот. Зошто ова сето ви го зборувам? Ви го зборувам едноставно за да имаме представа како човековиот живот е вомрежен. Нашиот живот е како една мрежа со другите. Тоа е она личност што го викаме, затоа што другото е индивидуа, може човек да се издвои, ама нема да биде во мрежата на податоци. А податоците не се само тоа да прима одредено знаење за нешто, туку информациите се и во самиот организам за да живее човек. Колкав му е притисокот, колкави му се отчукувањата на срцето, сето тоа се податоци. И сето тоа влијае во мрежата во која е мрежено самото тело и која е мрежено со другите. Затоа, браќи и сестри, не е на одмет и не е штетно познавањето и работата со интернет, но носи ризици како и се друго. Велат уште одавна со ножот можеш да пресечеш леб, ама со ножот можеш да убиеш и човек. Така е исто со сите работи, не само со интернетот, со сите работи во животот.
Затоа е неопходно да се трудиме да ги најдиме добрите работи, да ги спроведуваме полезните работи од тие работи што ги нуди тоа мрежно поврзување на сите нас. А очигледно е дека е добро. Меѓутоа не е добро да се губи времето, како што многумина знаат, него свртуваат својот поглед од телефонот или од компјутерот и тука сакаат сите информации непотребни често пати да ги примат во себе, а ќе ги задржат 5 секунди, 1 ден или 1 месец. Толку се памтат непотребните информации. Оние што се добро сложени информации, за нив велиме систематично се сложени и се потребни, тие можеме да ги надградуваме. И потребно е да ги надградуваме. Зашто човекот во суштина се надградува тогаш кога создава систематско знаење за нешто. Било за што да е, еве за теологија, сега зборуваме за градежништво, за некоја друга технолошка придобивка, си е потребно систематски да се знае. Затоа што како информација ќе летне и ќе пролета тоа и ништо не ни нуди само како информација. Информација е само полезна за тој кој живее и кој преминал во овој свет. Толку трае таа информација. И порано луѓето ја лепеа на бандерите ако некој починеше за да се каже, за да имаш информација која ќе трае неколку часа, неколку денови можеби, дека некој го напуштил овој свет. Меѓутоа, каква полезност имаме од таквата информација? Имаме полезност да се молиме секако за тој човек кој го напуштил овој свет. Ама во други аспекти на животот, кои се богати, сите знаеме, каква полезност има дали некој е присутен или дали некој е отсутен. Ќе го научиме тоа и вака и така. Кратко е можеби времето за да апсолвираме оваа тема за вомрежување, но генерално треба да знаеме само тоа дека е полезно вомрежувањето на самите нас како личности. Ние стануваме личности тогаш кога сме во заедница со другите, а тоа значи во мрежа со другите. Иначе сме индивидуи осудени на пропаст самите по себе, ако останеме така сами. Истото се случува со интернетот. Интернетот е една мрежа, во која информацијата сама за себе можеби ништо да не значи, ама во контекст на заедницата може многу да значи. Денеска, браќа и сестри, како што гледаме, служиме во селото Трстеник, село кое постоело пред 2 века, сега нема ниту еден жител, но со трудот на одредени луѓе направена е оваа црква, која била селска црква, на местото на селската црква, ама и сега се доградени конаци, и бидејќи нема никој во околината на голем регион, оваа црква и овие конаци може да служат како манастир. Пред кратко време воведена е струја после многу векови. Немал струја овој регион. Велам, ниту еден жител. Тоа е за секаква пофалба на оние кои направиле труд да ја обноват барем црквата. Ние во
црквата воопшто, имаме еден обичај да не оставаме ништо да пропадне. Се грижиме за најмалата честица што ја вадиме од лебот кој го принесуваат верниците и од кој ние вадиме проскомидија. И ништо не треба да пропадне, а камоли да пропадне вакво место и ваква црква, без разлика што нема ниту еден жител. Не значи дека ќе остане вечно без жители, но и дури да остане, тоа што имало некогаш жители на ова место, никогаш нема да се заборави. Прво пред Бога, второ и ние луѓето помниме дека ова место кое имало живот некогаш и деца се движеле токму во оваа црква, секогаш ќе има младост. Затоа што во овој период тоа село, знаете, уништено е, запалено уште во време на туркократијата. Турците го направиле тоа. Меѓутоа не значи дека ние треба да го заборавиме тоа. Најлошо е луѓето што ги забораваат случувањата кои се случиле, кои некогаш биле историја. Ама не значи дека секогаш ќе остане историја, тие може да видат и денешница. Како што гледате, оваа црква е обновена во денешницата, во периодот кога ние живееме, овај конак е изграден во времето во кое ние живееме, а струја е пуштена пред неколку месеци. Дојдовме денеска да ги осветиме просториите и на конакот, а воопшто затоа што досега немаше услови, немаше струја, немаше можност никој да престојува, тешко беше, сакам да речем, не немаше, туку тешко беше. Ама од денеска има услови за тоа и затоа се собираме да го осветиме овај конак и да може понатаму и да се престојува во него. Она што може би многумина зачудува е тоа што гледате колку малку луѓе се во црквата, а владиката дошол за тие малку луѓе. Зашто за мене, браќа и сестри, поголем предизвик е пред еден или двајца кога се собрани во името Божјо да служам и со крајни напори, често пати, какви што ми се и денеска. Ама во суштина не ги оставам сите добри намери кои потекнуваат токму од луѓето од оваа средина. Затоа сакам и вас да ве одобрам и да едноставно ентузијазам да ве вградам. Не само да се собираме, овој ден и минатата година бев присутен, не служев само, бев присутен и проповедав, тоа е денот на осветувањето на црквата. Ама да им кажете на сите други кои ги познавате, во овој ден нека направат труд за еден незаборав, а тоа е големо и пред Бога и пред луѓето. Да не се заборави ни местото ни црквата, колку ќе можеме ќе украсуваме црквата. Важно е што е покриена, важно е што имаме можност да служиме и служиме, ама дека е потребно уште украсување, потребно е. Кој ќе има сили за тоа или кој ќе мотивира друг да има сили за тоа, да биде благословен неговиот труд и да биде благословен неговиот живот. Милоста Божја нека биде со вас во сите дни на вашиот живот.